Добро вечер, јас сум Деница Чадиковска, ова е разговор во редакција. Со мене гости во студиото вечерва се министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски, Мирослава Симоновска, новинарка од Слободен печат, која ги истражуваше последните фемициди, а за истражувањето за убиената Русица од Велес доби признание од Македонскиот институт за медиуми, и Неда Чаловска, адвокатка која што работи на случаи на семејно и родово базирано насилство, а во моментов е и застапник на семејството на Ивана и Катја, жртвите на Стојанче Јовановски. Добро дојдовте. Министре, да започнеме со вас, како единствен маж во студиото. Ивана, Русица, Танкица, Рамајана, Емилија, Марија. Ова се само дел од жените кои што умреа во последните 2 години, а кои со години беа жртви на родово базирано или семејно насилство. Насилството и заканите тие или нивните блиски ги пријавувале многу пати во полицијата. Чувствувате ли одговорност што не ги заштитивте овие жени? Да. Кратко и едноставно да. Јас не гледам нормален човек кој што би требало да менаџира со институција како Министерство за внатрешни работи, кој што не би чувствувал емпатија, тага во однос на било која жртва која што би настрадала од било каков тип на насилство, особено кога говориме за семејно насилство, особено кога говориме за деца или кога говориме за жени. Ново изминативе месец дена навистина многу вака време посветив на оваа тема со експерти од областа и се надевам дека и како ќе ги зајакнеме одредбите на законодавецот во иднина, особено во овој дел, согласно Истанбулската конвенција, согласно членот 52, се надевам дека она кое што подолг временски период е пробувано да се имплементира во рамки на законска легислатива, конечно ќе го имплементираме, а тоа е полициско овластување на полицијата да може да при препознавање на непосредна опасност, да може да го отстрани од домот потенцијалниот сторител на семејно насилство, без оглед на тоа кој е собственик на домот. Треба да говориме овде и за обезбедување на особено финансии во делот на соодветен институционален одговор кој што би требало да се насочат спрема жртвата и спрема особено ако има дечиња во рамки на семејството. Значи навистина една реченица вака ја кажаа експертите на онаа трибина која што имавме, вели жртвата има право да му прости на насилникот, ама не и државата. Така да еве да го затворам туку ова сето кое што... прашам сега да го сумирате, бидејќи голем дел од работите кои што сега ги спомнавте се однесуваат за кои мерки би ги преземале во иднината, но факт е дека во моментов и полицијата има многу механизми со кои што може да го спречи насилството и да реагира превентивно да не дојде до фемицид, а многу често се случува тоа да не го направи. Затоа сакам да ве прашам за случаите на фемицид кои што ни се случија во изминатиот период. Да сумираме и се ова што го кажавте на кратко, значи не во иднина што ве правеле, туку што сметате дека можевте различно да направите за да не дојде до тоа овие жртви да го загубат својот живот? Видете, полициските службеници се мажи и жени од крв и месо. И не велам дека нема полициски службеници кои што нема да применат закон како што треба да го применат, кои што нема да сгрешат, му сигурно дека имало и ќе има во иднина. Она кое што би требало ние да се фокусираме е како да ги обучиме полициските службеници и како да им ги дадеме потребните механизми за да тие делуваат во насока каква што треба да делуваат. Пред 20 и кусур години сме имале средно полициско училиште, каде што 4 години полициските службеници се едуцирале. Нажалост, последниве 20 години, некој пред 20 и кусур години решил да го кине тоа средно полициско училиште, да не постои, и сега полиција и полицаец стануваш со курс од 9 месеци. Сега, јас година и пол, заедно со мојот тим, макотрпно работиме да го вратиме средното полициско училиште во функција. Јас ве замолувам
да гледате на сето ова кое што треба да е институционален одговор реално. Ние многу лесно можеме сега да обвиниме и да го впериме прстот спрема било кој што е на одредена институција функционер. Еве, јас ќе ја превземам сето одговорност. Ако македонската јавност цени дека министерот за внатрешни работи треба да си даде оставка за ваков тип на криминалитет кој што е зголемен, утре ќе си дадам оставка. Утре ќе си дадам оставка. Ако со моето повлекување ќе се реши овој проблем. Прашањето е што ќе сториме сите ние, секако особено министерот за внатрешни, министерот за труд и социјала, министерот за здравство, министерот за образование, министерот за правда и сите останати институционални фактори, владата, министерот за финансии, дали ќе обезбеди доволно финансии за да може сето ова кое што го говориме на овие трибини да се изреализира. Јас ви гарантирам дека начинот на реакција денес на Министерството за внатрешни работи е многу подобар него што е од лани. Зошто? Заради тоа што оваа година имаме, и тоа бројките го говорат, заради тоа што оваа година имаме 107% зголемен криминалитет во овој дел, а го имало и лани, заради тоа што оваа година имаме 24 кривични пријави досега процесуирано, што е за 500% поголема бројка која што е процесуирана во споредба со лани, затоа што оваа година имаме 10 луѓе кои што се во притвор, како последица на семејно насилство и заради тоа што оваа година имаме спрема 4 лица изречено мерки. Јас не велам 2026 година. Така е, првите 3 месеци. Исто така имаме и 6 фемициди. За 3 месеци говорам. Видете. И ние за 3 месеци говорим. Има 6 убиства заедно ако ги рачунаме овие. Ова кое што јас го говорев досега, пробав да бидам максимално објективен и да ја презентирам пред македонската јавност она кое што е реалност. Дали е констатирано несоодветно поведение на службеници во рамки на Министерството за внатрешни работи, пошто тоа беше прашањето, одговорот е да. Дали внатрешна контрола спровела постапки каде што утврдила незаконитости, одговорот повторно е да. Дали секој еден кој што се огрешил треба да одговара со име и презиме, одговорот повторно е да. Дали е доставено известување до јавното обвинителство и за случајот во Велес, и за случајот во Скопје, за конкретни незаконитости сторени од страна на полициски службеници, одговорот повторно е да. Дали со тоа ќе го решиме проблемот, одговорот е не. Дали со тоа нема да имаме фемицид во 2027, одговорот повторно е не. Дали со санкционирање на оние кои што ќе сгрешат, ќе имаме подобрување на работењето? Да. Ако ме прашате мене лично, дали, министер, вие максимум сте сториле што можете да го сторите за овој временски период од кога настанале овие кривични дела, мојот одговор ќе биде да. Заради тоа што секоја една недела, најмалку по 2 пати, имам состанок еднаш со мултиинституционална група на темава, еднаш со тим во рамки на Министерството за внатрешни работи. Дали во рамки на она што јас го имам како ангажман, максимум сум дал, јас сметам дека сум дал максимум. Дали е доволно? Не. Поред, ќе поразговараме и за ова. Вчера беше судењето на Стојанче Јовановски. Еве и двете, мислам за Мирослава ми беше прашањето, но може и до двете која би сакала да го одговори. На кратко само да подсетам дека станува збор за случајот со смртта на Ивана и незината ќерка Катја, кои биле жртви на долгогодишно физичко и психичко насилство. И Стојанче е осомнечен за наведување на самоубиство. Што може поразлично да направат МВР и Центарот за социјална работа? Неколку пропусти што ги гледам од прва е настанот од 19 декември 2025 година, кој што сведокот Ивана Белчева за Слободен печат даде изјава дека гледала во паркот во Ѓорче како Стојанче ја тепа Ивана пред очите на 6-годишната Катја. Го пријавил тоа во полиција, меѓутоа дури 45 дена патувало известувањето од МВР до Центар за социјални работи Скопје за конкретниот настан кој што бил заведен како нарушување на јавниот ред и мир, а не како добро, и може би имало и нешто за семејно насилство, не ги знам деталите, но 45 дена е предолг временски период кој што
може би полицијата би можела тој да го скрати, затоа што овие случаи би требало да бидат итни. Понатаму, делот каде што обвинетото лице во Државната клиника за дигестивна хирургија ја турнало Ивана по скалите и потоа јавноздравствената установа повикала инспекторки и тоа никогаш не дознавме како било процесуирано, но знаеме дека лицето избегало од болницата. Значи имате случај каде што во државна болница, во клинички центар, некој ве турка по скали, завршувате во безсознание, доаѓа полиција и си оди. Не е добро. Катастрофа е, нешто не е добро, катастрофа е. Тоа ми говори за една несензибилизираност. Се согласувам. Дека може би треба малку по да не се и плюс во февруари стапија на сила измени на кривичниот законник, каде што за нанесување на телесна повреда повеќе нема потреба жртвата да даде согласност и тука полицијата можела без проблем да го спроведе. Морала да се јави на јавен обвинител. Значи делото што се гонат по службена, а не да ја праша жртвата дали те тепаше или не те тепаше. Каква иронија кај судот они ги Што е истиот ден? Јас ќе морам малце да се изземам, во принцип, затоа што ми е многу етично, не ми е етично, затоа што да говорам нели како независно лице, јас сум вклучена во предметот на страна на штетеницата, дека малце ќе се повлечам. Меѓутоа се случува дента да е нападот, тоа беше денеска кажано, го има во обвинителниот предлог, веќе е јавно, денеска беше читано, така што тоа можеме да го кажеме. Имаме ситуација каде што полицијата доаѓа на денот на самоубиството, 2 часа пред самоубиството, повикана полициската екипа е повикана од Ивана. Им се јавува, им кажува дека овој човек ме тепа, мојот сопруг ме тепа на јавно место. И тие прават записник дека ние дојдовме, ја прашавме, ја повлече пријавата. А само неколку часа по смртта наоѓаат снимка каде што се гледа нападот. Значи сакаме да кажеме дека може да постапат по службена должност дури и ако она ја повлекува пријавата. Да, затоа што тој физички напад резултирал со последици, значи не е дека таа немала физички повреди, него треба да се најде некој механизам полицаецот кога ќе излезе да разговара со жртвата, како тој да препознае дали има физички тешки Се согласувам 100%. Не се они стручни или не се здравствени работници, реално може тешка телесна, тоа се гони по службена должност. Пропустот сметам дека не се јавиле на медицинска екипа. И тогаш се гонело. Да, на 2 март веќе се гонеше. Не се јавиле на медицинска екипа. Кога се случило тоа во болницата, не повикале мултисекторски тим, кој што е дежурен мултисекторски тим, социјални работници. Ја не знам како министре е затворен тој случај во болницата. Значи за мене е незамисливо некој да те каква е пораката што се испраќа до другите жени. Констатирани се непостапување согласно правила и стандарди на Министерство за внатрешни работи при постапување на полициски службеници и за тој предмет настан. Ама токму ова, се што кажавте, се согласувам со вас. И за тоа што го зборев цело време, го зборев во насока, луѓе, ние мора да направиме се за сензибилизација. За да ги сензибилизираме сите чинители во општеството, особено и полициските службеници. Нашата, кога велам нашата, не велам на полициските службеници или само на мажите, општествената сензибилизираност не е на нивото на кој што треба да биде и тоа е факт. Не, иде полошо. Се согласувам. Иде полошо, затоа што имаме ние сега веќе и движења
кои што се прилично за враќање назад од она што барам некако го стекнавме како некаков стандард од меѓународните норми, како што Истанбулската конвенција во однос на родовата еднаквост, изедначување на моќта меѓу мажите и жените во општеството и така натаму, така што сега има анализи кои што покажуваат да речеме враќање назад, за враќање на по традиционалната улога на жената и целиот тој наратив негативно влијае и врз семејното насилство и не само семејното. Ние кога збориме за насилството мора да збориме и за родово базираното насилство, зашто не сите форми се семено насилство. Тука е значи сексуалното насилство, како што е силувањето, половиот напад врз децата, кои што веќе се прилично чести и се мешани со дигитално насилство, односно девојчиња кои што не наполниле ни 14 години се силувани од своји врсници, најчесто од машки спрема девојчиња и потоа се снимани и уценувани. Ако го видите и билтенот на МВР, меѓутоа потоа и на јавното обвинителство, овој тренд сега се зголемува, така што ние се соочуваме дигиталното насилство, демнењето на жените не секогаш е семено насилство. Така што треба да го гледаме поголемиот контекст и треба да мислиме што да направиме за да ги спречиме сите форми на насилство, не само семеното. Дури и комитетот, групата на експерти која што ја мониторира имплементацијата на Истанбулската конвенција, за првиот извештај за нашата држава, како ние ја имплементираме во 2023, тоа го вика. Значи, и покрај тоа што се ни е фокусирано на семено насилство, се уште системот не функционира ни за превенција, ни за заштита 2023. Да не збориме дека се заборавени сите останати форми. Кај нас, например, многу малку се пријавува силување. Извештај на ОПСЕ од 2019 година кажува дека генерално жените многу повеќе доживеале сексуално насилство. Одо што е пријавено. Да, одо што е пријавено. Значи, се мисли дека само 2% од жените кои што имале или обид за силување или пак силување воопшто го пријавиле насилството. Така што да се надоврзам на делот на образованието. Сметам дека во нашиот образовен систем жените многу малку се едуцирани за некои токсични патерни кои што треба да им се сигнал да бегаат. Затоа што ниедно физичко насилство не почнува со физичко насилство. Почнува прво со психичко малтретирање, со уцена, со начин на кој што жртвата се држи во срам, изолација од нејзиниот круг, на поддршка. Едноставно се промовира во интернет сферата едно ново движење одвратно за мажосферата, каде што значи тоа го гледаат нашите... Какво движење се извини? За Мажосфера зборува за Inside the Manosphere, тоа е нов документарец на Netflix. Има документарец, ама не е само документарецот, туку тоа е една цела серија на подкасти и на канали на YouTube, еве не знам, Ендрю Тейт е една по-истакната фигура, каде што едноставно има, каде што жената се представува во едно многу понижувачко светло. И тоа за тие движења тоа го гледаат нашите идни генерации. И можеби влијае, многу влијае на начинот на можеби има анализи кои што покажуваат директно дека влијае во нашето општество. Еве гледаме, значи родовата еднаквост како збор веќе се брише од закони, веќе не е во законите за образование. Потоа имаме цела негативна кампања против сексуалното образование, кој што реално во земји како Холандија и така натаму многу ја има намалено стапката на рана бременост, односно бременост кај малолетни
девојчиња, така што се соочуваме со некои негативни. Има и нови истражувања, например Guardian извади сега едно ново истражување глобално дека од генерацијата Z дури 1/3 сметаат дека жените треба да им бидат покорни на мажите и дека мажот треба да го има последниот збор во домот, што е пострашна статистика дури и од baby boomers, односно многу повозрасната генерација. Друго CNN исто така сега направија едно истражување. Се извинувам, не познавам семејство, барем вако у моево обкружување, каде што мажот го има последниот збор. Сега, добро, ова се трендовите, значи зборуваме на каде одат идните генерации. Има и ова искрено филмови не ми се познати, не сум гледал такви, ама еве вако Тоа се како трендови на Не, само еве што социјални да ви мрежи. го споделам на CNN новото истражување за веб страната, може би го видовте, значи се отвори веб страна каде што мажи споделуваат совети и слики од своите жени, ги дрогираат и ги силуваат или викаат други луѓе да ги силуваат. Само во февруари имало 62 милиони корисници која посетила страната, 62, значи 62 милиони. 62 милиони, па се ќе речеме не се сите мажи, да воред не се сите мажи, но 62 милиони се. Загрижувачки се трендовите, но да се вратиме на Македонија, ако може и на тоа што го зборувавме, еве конкретно за пријавите би сакала да прашам, бидејќи и вие дадовте изјава и премиерот Мицковски даде изјава после самоубиството на Ивана дека жртвите се повлекуваат од пријавите за семено насилство и дека е тоа проблем. Еден од поголемите проблеми, да. Да, но ајде да позборуваме малку и зошто се повлекуваат. Не да вие сте застапувале жртви, може ли да ни објасните како изгледа пријавувањето и што се случува со овие жртви, откако ќе пријават, односно зошто се повлекуваат и зошто тоа не треба да ни биде нели изговор да не ги гониме насилниците? Јас прво ќе почнам со тоа дека тие се повлекуваат, па сега имам оправдување зошто нели не се гонало се до менувањето на во јануари на кривичниот законник. Тоа е само едно кривично дело, а тоа е телесната повреда. Значи, семејното насилство како квалификувано дело е во повеќе кривични дела вклучено, а тоа е загрозување на сигурноста, например, едно, каде што многу обвинители кога се соочуваат со тоа, например, дека не може да гонат за телесна повреда, одаа за загрозување на сигурноста. Ако го видите и обвинението сега против Стојанче, со оглед нели дека веќе е почнато судењето, беше денеска читано обвинението, за тоа можеме да зборуваме. Тој сега, значи постхумно се гони за загрозување на сигурност. Што значи дека ни сите тие години, 6 или 5 да речеме активни, каде што Ивана не бил гонат, а во сите тие години загрозување на сигурноста се гони по службена должност. Така што, исто така насилство генерално, кога е најавен простор, за овој случај веќе имаме неколку ситуации, јавна установа, во парк и третото позади судот, значи која е иронија на самиот ден. Меѓутоа и многу жртви, кога например има телесна повреда, исто така во исто време тоа значи дека има одредено загрозување на сигурноста. Може ли да бидат под ова квалификувани под ова кривично дело загрозување на сигурноста, кое што постојано се гони по службена должност. Така да за мене не е оправдување и мислам дека е многу лош тој наратив, да кажеме до сега не можело да се гони заради тоа што жртвите ги повлекувале кажав преска оправдување пријавите. Оправдување не можеме да најдеме и да сакаме. Во ред. Ама каде е разликата? Добро, каде е разликата? Така се изрази. Факт е дека во рамки на она кое што е констатирано како прекршок и ден денес, има полициски службеници кои што кога се должни да констатираат кривично дело, заради тоа што имаме основен елемент на семено насилство, тие го квалификуваат предметното действие кое што го констатирале како прекршок. Така, многу такви често. И во оваа ситуација имаме еден таков настан каде што службеникот бил должен действието на извршување да го квалификува како кривично дело, но го затворил како поплака за тоа што не го квалификува. Јас оправдувањето не го кажувам само нели за вас, туку го кажувам во контекст на постапувањето на институциите. Јас не зборам за мене, јас зборам за тоа што го предложија професориве. Само дозволете ми, и многу е добра забелешката.
предлогот на една од професорките од правниот факултет во рамки на констатирање на прекршок во законот за нарушување на јавен ред и мир, да се стави запирка на предметното действие за нарушување на јавен ред и мир и да се потенцира во конкретното действие дека не станува збор кога имаме семено насилство, точка. Да тотално се екскулпира прекршокот, јас не велам дека е императив, но во таква ситуација ниеден полициски службеник нема да може да каже извинете, јас го проценив дека е прекршок. Во таква ситуација ќе имаме ниедна запирка императивна... на светот нема да ги едуцира и да ги спаси. И со тоа се согласувам. Значи, Ама ќе биде подобро. Кажете ми, еве, Ама ќе биде што подобро. е најефтиното нешто што може да се направи кога се случува ваков случај? Најефтино нешто за да почнеме дека сериозно се справуваме со насилството во државата. Ако јас се прашувам ова кое што би го примениле во делот на непосредна опасност внесување во рамки на Промената на законот... закон. Затоа што сервисите Не, ама ова е... Не, најефтино нешто Ова е- кон кое што цело време целиме е промената на законот. И законите постојано само се менуваат, а сервисите и поддршката финансиска за сервисите не стагнираат, одат надоле. Ние годинава не имаме може да не се согласам и со ова. 40% помалку пари за сервиси, за поддршка на жртви на родово базирано и семено насилство. Најефтино е да се смени закон. Наједноставно е. Ке се собереме, ке се избориме за запирки и ке го смениме ама законот. ова е многу круцијално, извинете. Не, воопшто не е круцијално. Јас ви кажувам дека и претходно си имало како да се да додадеме полициско властување, констатирање на непосредна опасност и отстранување од дома не е круцијално. Знаете ли од кога постои мерката за отстранување на сторителот од дома? Како итна мерка? Како итна мерка? Предпоставувам од 21. Од 2014 година. И применувана е Во претходно. законот за семејство, прво, па потоа во законот Ама за не види заштита... за привремени мерки или зитни мерки? За мерката отстранување од домот како итна мерка. Па потоа во законот за Ама не спречување и била заштита од еднаш семено предложена од страна насилство. на МВР до вчера? Не, предложена е. Ева Кога? сега на Деница испратив статистика. Во Скопје е околу 4-5 пати и судот во Охрид, односно Ама полицијата за во колку Охрид. години? Од 2018 до 2024. Ама ние 4 пати имаме само за 1 месец сега. Ама јас сега ви кажувам, вие почнавте сега Така е. да сваќате дека постои мерката. Така Јас ви е. кажувам од 2014 Така е. дека постои. Е, па И зошто сега- само 4 пати сега, ја спроведе? Само да ви Немало прочитам, претходно- значи што немало вика претходно законот. непосредна Зошто? опасност. Зошто ви реков на почеток? Законот е добар. Значи законот најлесно е сега ние да разговараме 3 месеци да го менуваме законот. Разговарате за ребаланс на буџетот. Ние 34% имаме сервиси во држава за семено насилство само според стандардите на Истанбулска И за тоа конвенција. разговарам. Разговарате дека имаме само 3 упатни центри за жртви на силување. Разговарате дека имаме една национална SOS линија која што генерално функционира од надворешни фондови, не толку поддржана од државата, односно има 3, не знам како се сноѓаат. Значи за пирката, мислам, како ви кажам, Ама круцијално е дали полицискиот службеник ќе го оцени како прекршок и ќе го затвори со поплака Не е и нема да реагира, Круцијално е или ќе го полицискиот оцени како службеник да кривично дело. добие јасна порака дека сите оние кои што нема да го применуваат законот, кој што постои од 2021, второ, има мултисекторски протокол, кој што овие законски обврски повеќе ги уредува во детали. И исто така, И што тоа е вика точно. законот? Проценка на ризик. Значи, проценка на ризик се прави веднаш и треба да се направи во координација меѓу полицијата и Центарот за социјални работи и така натаму ако сакате уште некој. Меѓутоа, главната одговорност е на Министерството за внатрешни работи. Така е. Таа проценка на ризик, доколку види дека жртвата нели е во сериозен ризик, исто така треба да работиме на освестување што представува сериозен ризик. Пошто овие случаи покажуваат дека ниту еден случај за полицајците не бил сериозен ризик. И што вика? Нажалост. Значи во член 50 вика начинот
На проценка на ризикот, сериозна опасност по животот и физичкиот, психичкиот интегритет на жртвата, соодветното управување со ризикот, образецот на полицискиот извештај и предлогот и изрекување на итна мерка за заштита, отстранување на сторителот од домот, која што МВР треба да ја поднесе во рок од 12 часа, и забрана за приближување до домот ги пропишува министерот за внатрешни работи. Што значи дека законот си постои, ова си постои, значи со образец. Ама до вчера немавме судија ние. Во рокот дежурен кој што е присутен, еве се случува во петок, што правиме? Јас тоа сакам да ви кажам, значи се случува во петок во 18 часот. Кои се овластувањата сега на Министерството за внатрешни? Дека ги имало овластувањата, ама јас ви кажам, не мора да се менува законот. Ама зошто не постапувале 5 години? Зошто да чекаме сега да се смени законот? Итно можете да реагирате. Постапуваме, како не, јас ви велам дека постапуваме. Ама сето тоа е во ред, ви давам предлог како не мора да се менува законот, ви кажувам дека постои. Јас не ви викам да не го чекам, да не ги чекаме измените на законот. Законот сега дава можност итно да се реагира. И значи, реагираме. 12 часа поднесувате мерка за отстранување од домот, така? Така е. Колку можете да го лишите лицето од слобода сега според закон? Ама до вчера немавме ние судија кој што можеше да потврди. Ред, еве сега имате. Така, колку време можете да го лишите лицето? Кажат, колешки, ќе ви кажам, не се секирате. Значи 24 часа, така? Не, на барање на министерот за внатрешни работи на средба која што имавме заедно, која што јас ја иницирав, дојде и председателот на граѓанскиот суд, го замолив да ангажира судија 24 часа кој што ќе биде должен да постапува, кој што ќе го имаме на располагање и спроведовме за случајно, тоа им стои во законот како обврска на судот. Ама сега немаше дежурен судија. Јас тоа ви викам, дали е проблем од законот? Исто го збориме. Па не го збориме, вие кажувате. Вие кажувате дека ќе се менува законот, дека ова... Јас ви кажувам, за да се подобри законската легислатива. Јас ви кажувам дека сега постои таква можност во законот. Ја не кажав ништо во 12 часа поднесете итна времена мерка, 24 часа го лишите од слобода и судот ја донесе мерката, значи дека вие можете да реагирате. Не треба ниту посебно менување на законот и така натаму. Сега го спомнавте. За да подобро реагира Министерството за внатрешни работи во ситуации на непосредна опасност треба. Тоа е мислење на експертите барем. Добро, ама проблемот не е во законот. Ви кажувам дека е во имплементацијата на законот. Се согласувам 200% со прашањето. Прекинам, извинете. Значи секунда. Се што кажавте се согласувам. Таму и тргна прашањето. Освен со фактот дека овој закон е идеален и сега треба да тераме по него. Не реков јас дека е идеален. Реков дека е добар и дека и сега можеше да се постапува и до сега. Не го негирам тоа. Секунда, значи вака прашањето тргна од како изгледа во пракса се ова што го зборуваме сега, односно како изгледа во пракса пријавувањето. Значи, еве сега ќе ви кажам како изгледа во пракса пријавувањето. Еве последно. Кај нас во редакција доаѓаат кога нема да им ја примат пријавата. Да, се случува, како поплака да биде. Не, да не им ја примат пријавата. Значи, дојде една жена, тоа е веќе во... Со кој изговор? Значи, жената дојде и кажа дека е жртва на семејно насилство и дека човекот, семејството на човекот што ја тепа, иако тоа е притворен, но семејството не сака да се исели од куќата, што е нејзино. И отишла во полициска станица Ѓорче и таму не ја примаат пријавата. И она не може да се всели. И ништо пробуваме. Јас искрено имам две опции, или текст да пишувам, или да прашам. И обично кога ќе прашам, им ги зимаат пријавите и по цена и да не ми е секогаш главно нешто да објавам, туку на тој што ќе дојде да му помогнам, ама знам дека еве има и таква ситуација каде што не им ги примаат пријавите или треба да се намачиш добро за да те земат пред. А тие што им ги примаат, 2026 година сме, а збориме за тоа дека секој полициски службеник е должен да прими било какво барање од страна на било кој граѓанин, така и не ги примаат. Ова се случува и со други 2026 година. Стварно мислам дека не сега да го амнестирам министерот, ама проблемите се во самите станици. Според мене. Загрижени ли сте за односот на вработените кон жртвите кои што пријавуваат? Јас цело време упорно се обидувам да зборам за суштина. Цело време се обидувам да зборувам за суштина. Верувајте ми дека
Јас утре други ден нема да сум министер за внатрешни работи, ќе се завртам позади себе и ќе видам што сум направил за тие 2 години. За некој можеш би ќе биде премалце, за некој можеш би ќе биде премногу. Ама јас сакам да зборувам за суштината. Која е суштината? Ако ние сакаме, се согласувам со колешката дека итни измени на закон чуда нема да направат. Ама нема да направат чуда ни 40% повеќе буџет од претходната година. И тоа нема да направи чуда. Може би ќе подобри, чуда нема да направи. Што треба ние да направиме? Како општество, секој еден од нас треба да се фокусира да даде максимум во рамки на неговиот делокруг на делување. Не знам, новинарите, пишуваат стории, го вадат на површина целиот оној прљав веш кој што треба да го изведат за да дојдеме до информација дека нешто се случува и обично тогаш институциите реагираат многу подобро отколку кога немало такви известувања. Што треба да направи Министерството за внатрешни работи? Многу работи. Чуда треба да направи. Да, ама Пример. не само Министерството за внатрешни. Тоа сакав да кажам. И сите останати институции, јас се говорам во делот на МВР. Замислете сега ние да имаме средно полициско училиште, каде што прва, втора, трета, четврта година ќе се изучува овој предмет, ќе идат луѓе од фелата експерти, кои што ќе, како да кажам, она кој што треба да го знае полицајецот, да го дознае, да го осети со конкретни примери, со филмови. Видете, ја ова не го измислувам, ова сум го слушнал од експерти од областа, да носиме експерти од Соединетите Американски држави, од Германија, кои што веќе ни се нудат. И од прилика за едно 10 години од сега, и ова не е флоскула, за тоа што годишно можеме да едуцираме 200 полициски службеници така. Ама втората година, не првата, пошто ќе почнеме со трета и со четврта година и втората година ќе извадиме 200. Сега, после 10 години, од кои ќе извадиме 2000 и кои ќе внесеме 2000 едуцирани соодветно не само за семејно насилство, не само за семејно насилство, за секој еден друг криминалитет кој што треба да го осознае полицискиот службеник. Тогаш ќе можеме да говориме за посистемско решение. А при тоа да обезбедиме возила, па она што го зборев од преска, да обезбедиме соодветна техника, сейфсити да го ставиме во функција, целосно така што треба да го ставиме во функција, што веќе и го работиме, и уште еден тон други работи што треба да се направат. Верувајте ми, за да ги решиме проблемите, пак ќе речам, многу ми го зимаат за зло тоа што сум кажал некојаш дека убиства имало, има и ќе има. Фемицид имало, има и ќе има. Прашањето е кој ќе биде одговорот институционален, како ние суштински ќе влеземе во проблемот. Дали јас ќе седнам овде на маса со 3 дами и ќе дискутирам на оваа тема, колку и да е нелагодна за мене, особено од позиција на министер за внатрешни работи, или ќе бегам од проблемите. Дали ќе се зафатам на работа, дали ќе отидам на работа од 9 и ќе се вратам од 9 дома и ќе посветам 12 сати од мојот ден на решавање на проблемите на граѓаните, или па ќе бегам од проблемите. Со макотрпна работа после 10 години ние можеме да разговараме за суштинско подобрување на работите и со обезбедување на поголеми финансии во овој дел, и со подобрување на законска легислатива, и со континуирано зборење на темата од страна на новинарите. Не денеска сме ја дигнале, па секој чудо за 3 дена кај нас. Значи континуирано секојдневно ве охрабрувам сите вие да ги пријавувате незаконските постапувања од страна на полициските службеници, ама ве молам. Само да завршам, ве молам, немојте да ставате предзнак дека полициските службеници ние треба да ги ставиме на тапет на црна листа и сега ние да ги бележиме како тие луѓе на крајот на денот, барем најголем дел од нив, навистина јас сакам да верувам дека се луѓе кои што си ја сакаат државата, кои што си ги сакаат семејствата, си ги сакаат децата, си ги сакаат во најголем дел пошто се мажи жените и би направиле се за да помогнат на жена или особено на дете. Не би сакал да ги оцрнуваме ние сега полициски службеници амблок. Секој кој што се огрешил треба да одговара и ќе одговара, барем ја дека сум министр. На нас праксата ни покажува дека грешките кои што они ги прават имаат фатални последици за многу жени и дури јас се прашувам дали тие дисциплински постапки се не само доволни дисциплински постапки и ви кажав и преска и за Веле случајот, и за Скопје случајот имаме доставено известување до надлежен јавен обвинител, кој што ќе оцени дали предметните действија нивните елементи се во рамки на дисциплинска постапка или пак има елементи за сторено кривично дело. Сега тука сакам малце да кажам
дека со измените, со истите измени нели каде што телесната повреда се гони сега по службена должност, се смени кривичниот законник и кривичното дело несовесно работење во службата, се избриша ставот 5. Не знам, сега тоа значи дека се избриша државните органи, дека ќе одговараат при несовесно работење во службата, а тука спаѓа и нели полицијата. За центрите за социјална работа, затоа што се како јавни установи, спаѓаат под ставот 1, а тоа се уште е во сила, мислам се стои, меѓутоа ставот 5 е избришан, што сега малце ќе ги утежни работите, затоа што ако се гонат за злоупотреба на службена положба и овластување, тука треба да се докаже умисла, односно дека имала како и да е. За случај еден во Кавадарци 2014 година беше, тогаш се случи трикратно убиство. Одговара оние кои што не постапиле, 4 од Центарот за социјална работа Условно. и условно, меѓутоа и полициски службеници кои што не постапиле 2024 или 2014. Така што и беа за конкретното кривично дело несовесно вршење во служба по став 5, односно како државни органи, се зборам за полицијата. Така што јас се надевам дека нели за сите случаи ќе има можност сега обвинителството, меѓутоа сметам дека е критично што овој став 5 се избриша од кривичното дело несовесно вршење во служба и сега многу ќе се отежнат работите за обвинителството. А во однос на пријавувањето, сакам да кажам, еве, последен случај беше во петок бе викната дека една жртва на семено насилство е оставена да чека 2 часа на клупа пред полициска станица, пошто дојдов, не знам, часот веќе беше околу 4 нешто, тука малце нели се крена галама, не примеа за 10 минути, меѓутоа мораше да оди да си ги зема децата од градинка. И со оглед дека нели нема кој да ги земе, зашто се работи за случај за семено насилство, мораше утре дента да организираме да ги причуваат децата и во сабота да одиме да пријавиме заради тоа што нели немаше друг начин. Сакам да кажам или во Центарот за социјална работа на пример кога одите се случува да тука биде чуварот нели пред влезната врата и да вика за која служба сте? За семено насилство и сите одоколу, пошто во Скопје Центарот нели знаете кај во центар, да дознаат дека сте секундарна виктимизација. Да, секундарна виктимизација, апсолутно. Исто е во полициски станици, вака се оди нели на приемното, па се отвара прозорчето и се пријавува и пак пред сите морате да кажете дека доаѓам да пријавам семено насилство. Што од самиот почеток, сакам да кажам, од третманот кој што го добиваат од почетокот, некако системот ги одвраќа заради тоа што прво им прави конечно пријавила статистички жени жртви на семено насилство, им треба 7 години за да се одлучат да пријават. И сега вие 7 години, например, збориме генерално, трпите и одеднаш одите и вас ви викаат да си поседите. Вие затвараат вратата. Да, или посем ќе се пријави во полициска станица, па се препраќаат кај инспекторите за семено насилство, кои што се во поголемите нели полициски, значи од едната па треба да одат во другата, па посем ако има и елементи на дигитално, се препраќаат во нели секторот за електронски криминал. Многу добро што кажавте, само да кажам дека нажалост ние сме секогаш нели од кој ќе настане белјата, но за среќа пак ќе повторам од аспект на тоа дека правиме чекор напред наместо назад, на ниво на централни служби, за прв пат во историја на Македонија ќе формираме посебно специализирано оделение во рамки на секторот за насилен криминал, кој што би требало да се занимава токму со семено насилство и да ги координира сите овие посебни савариња во рамки на територија на Македонија од аспект на начин на постапување, воедначеност и така натаму и така натаму. Видете, пак ќе кажам, жал ми е што не знам како да речам. Оваа тема не била фокус на она кое што сум го работел во изминативе 2 години. Ама сега е.
и ќе сторам се што е во рамки на моја надлежност, максимум да направам, чуда не ветувам, ама сигурно ќе биде еден чекор понапред, како што и секоја друга област која што сум фатил да работам до сега во рамки на мојот живот. Дали чуда ќе направиме, нема да направиме, дали ќе ги подобриме условите за жртви, ако ништо друго, барем прозорчето кој ќе го отворат да не е со подценување и со наведнување, туку Не, да е не реков дека со достоинствено. подценување се сватиме погрешно, Има и туку такви едноставно ситуации, таква е ама така е. праксата. А секако дека има, мислам да Ама не сите овие мали чекори на подобрување на крајот би требало да дадат така. подобар резултат. А и за жал каква е праксата сега? Видите, многу ми е мило, еве, мене конкретно, кога ќе ми каже човек дека кој ќе отиде во рамки на новиве простори во зградата на МТВ, кој што ги направивме, Управни служби. управни служби, благодарам, Многу добро. дека е многу културно, достоинствено, не е тоа таму, не знам, луксус Луи 16, туку е културно, чисто е, не е да го да ја наведнеш кичмата, стоиш нормално. А, секоја чест, да. И сега таму Ја бе културно во шок. Ја, Дали сум културно во ја нашата добиваш држава. услугата која што државата е должна да ви ја пружи. Тоа не е право кое што не знам какво каква почит држава се направила, не знам, чуда, едноставно должна е така да ги даде услугите за секоја едно право кое што го има сакам граѓанин. само да кажам Е, со дека такви каква е чекори праксата можеме во- да направиме подобри Каква услуги. е праксата за семејното насилство покажува само ако одгледате 2-3 рочишта од еден судски процес, каде што гледате едно обвинето лице и целокупната атмосфера и целокупната импресија, мислам дека дури и на неговите адвокати е како со години, на толку многу пријави, на толку многу страдање, овој човек излезе посилен од цел систем, од цел државен апарат. Тоа е поразително. Некои од овие судења се трауматски искуства. Да, така, само сакав да се надоврзам дека апсолутно се слагам дека треба да работиме на пристап фокусиран на жртва. Значи, понекогаш и тоа е доволно. Едноставно, како да се пристапи кога некој ви кажува дека е жртва на и во судскиот систем, и во МВР, и во Центар за социјални работи, едноставно да ја вратиме хуманоста во институциите. Јас имам чувство дека институциите почнуваат да бидат многу Роботи. Да, како буквално како роботи, значи се држат, понекогаш и не се држат до тоа што им е нели законски пропишано, меѓутоа им фали тој хуман пристап на разбирање, не мора да биде сочувство, туку едноставно разбирање, кај што ќе го почитуваат тоа дека жртвата дошла и со почитување ќе се однесуваме. Значи, согласно нејзините потреби. Сега, ова што го кажа министерот, апсолутно се согласувам. Има примери, например, во Јужна Кореја, пошто се соработува со нив нели во делот на дигиталното насилство, 3 години се обучуваат полициските службеници пред да почнат да работат со жртви на насилство врз жени, вклучително и семено, дигитално и така натаму. Така да се слагам дека овие инстант обуки кои што ги имаме сега повремено, се повеќе континуирана обука од 2-3 дена, која што апсолутно не може да се ја заврши работата, и овој предлог да се врати тоа долгорочно образование, Мора да го сметам направиме. дека ќе биде исто еден од Немам избор едноставно, мора. Исто како што мораме да се клучните дигитализираме. Замислете се да сме биле дигитализирани, МВР, Центар за социјални работи, суд, обвинителство, како што успеавме да Нема се мрдање. дигитализираме во делот на Safe City, од аспект на и она, не знам дали ви текнува на времето, имаше многу голем проблем со дозволите, па се плаќаа дозволи, се рекетираше во рамки на МВР и така натаму. Сега нема. Зошто? Пошто имаме дигитално поврзување суд, Министерство за внатрешни работи и други органи, доставуваш барање до МВР, МВР врз основа на електронска комуникација ги прибавува сите информации што треба да ги прибави и ти известува од старт дали исполнуваш услови или не исполнуваш. Ако го направи истото и во овој дел, ако го врземе Центарот за социјални работи со МВР, имаме еден дигитализиран процес на комуникација. Јас дури би направил чекор напред, зошто да не невладин сектор да има директен пристап за таков тип на насилство кое што би било пријавено од страна на жртва. Па не само обвинителството, МВР и Центарот, туку да знаат службениците дека секоја една пријава ќе биде следена од
и од невладин сектор, дека нема да може никој да ги заштити кога информацијата ќе влезе во рамки на систем. Ајде да видиме дали тогаш така без емоција ќе постапуваат сите во системот. Ама видите, за ова треба работа. За ова треба работа. И треба посветеност и преку ноќ сега ние ја да речеме готово, утре ќе не можеме утре. Не, никој не За знам дека ова треба работа, И не треба знам само дали посветеност. забележавте А ние после сите ова треба судењето, заедно. после судењето, колку едноставно се стави фокусот на тоа како семејството требало да си ја преземе работата во своји раце и колку дел од несензибилизираната јавност Ја обвинување на жртвата тоа. да, значи толку не функционира системот што сега ние треба во своји раце да си ги Правдата да ја превземаме. Да. Да, тоа е Ќе многу морам да враќање ве на Тоа е прекинам многу тука враќање бидејќи ни истача времето, ние За се жал. занесовме, беше навистина вжештана дискусија, веројатно бидејќи сите се чувствуваме така во врска со ова прашање, зашто ми е многу драго. Затоа и се собравме тука, мислам конкретно бевте вие сите повикани, заради тоа што целта беше да поразговараме што се може да направиме за да не се повторуваат вакви работи, така што тука јас би ја затворила емисијата. За крај само би сакала да испратам една порака која што мислам дека не ја испративме во текот на разговорот. Тоа е порака до сите мажи, тука ги вбројувам и политичарите и службениците, дека едноставно мора да разберат дека родовото, семејното и партнерското насилство не се женски проблем. Ова е машки проблем. Овие насилници не се некои далечни, изолирани поединци, тоа се вашите браќа, другари, синови, колеги и не сакам веќе да користиме реченицата замислете си дека ова се случува на вашата ќерка, мајка или сестра, бидејќи навистина е апсурдно ние да треба да индуцираме емпатија и вие да си замислите дека ова се случува на некој ваш близок за јавно и гласно да проговорите за ова, бидејќи секоја жена заслужува да биде безбедна, без услови. Не сме ние коренот на овој проблем, коренот е насилничкото однесување кое се толерира и охрабрува меѓу вас. И затоа навистина очекуваме да застанете сите гласно и јавно покрај нас, да не молчите кога сведочите насилничко однесување кон жените и деградирачко однесување кон нив, да ги конфронтирате другарите насилници, да не се плашите како ќе влијае тоа на вашиот социјален статус, бидејќи кога молчите заземате страна. Ви благодарам на сите што прифативте да бидете дел од овој подкаст. Благодарам и јас. Само морам да искоментирам. Никогаш, пак ќе повторам, нити би охрабрил, нити сум охрабрил, нити па би сакал децава мои, имам 2 ќерки, да одберат партнер во животот кој што би бил поразличен од нивниот татко, од аспект на односот кој што ги има нивниот татко спрема нивната мајка. А така и ќе биде. Моите 2 ќерки ќе одберат партнер во животот врз основа на односот кој што го гледаат во својот татко кон нивната мајка. Во насока на она кое што го кажавте, да ве охрабрам и вам, но да не ги судиме се сите мажи, затоа што има многу нормални мажи кои што никогаш не охрабруваат апсолутно никакво насилство. Но се случува да го премолчат, дури ако не е тоа отворено насилство, туку едноставно деградирачко однесување кон нивните Има и такви девојки кои што не премолчуваат и напротив реагираат Ова дури беше и порака бурно. до оние кои премолчуваат, да се надеваме дека ќе престанат тоа да го прават, затоа реков им се обраќаме на мажите кои што бараме да застанат покрај нас и драго ми ова што го кажавте, но повторно нели фокусот да биде на дека ова машки проблем, значи не само жените што ќе одберат, туку и мажите да престанат да се однесуваат на ваков начин. Тие кои што го прават тоа. Апсолутно. Благодарам Благодарам на сите. Ти благодарам. Благодарам.